Создавањето е еден вид како би рекол, како молитва во манастирите. Со Сергеј Андреевски разговараме за политичките и општествени предизвици, за пишаниот збор, за културата. Е нешто, не најубавото нешто е да се создава. Јас сонувам за она утре што ќе дојде, каде што може, бидејќи ние сме социјални битија, ние не можеме да живееме сами со себе. 3 дзевгари ноќ во 6 ноќи. За твојата кола, за мојата неола. Мажи се за мене. Татко ми велеше дека секогаш дека се соседите подготвени, дека ќе ни се случи ова. Јавен и добар говор. Добриот јавен говор или јавниот настап е посебна уметност. Ако сакате да бидете добар говорник и ако сакате да имате добар јавен настап, тоа значи дека треба да бидете солиден говорник. Што за вас е попредизвикувачки, мелодичноста или поетиката? Мислам дека кај мене се менуваат наизменично креативните периоди во поезијата и во музиката. Најчесто не се симултани, ама. Сергеј Андреевски е представник на експресионизмот во македонското сликарство, со нагласок врз гестот, примарните бои и екзистенцијалниот карактер на самиот чин на сликање. Реализирал 400 групни изложби и 50 самостојни изложби во Европа, Соединетите Американски држави и Азија. Добитник е на повеќе национални награди и признани. Најрепрезентативните дела во последните циклуси на Андреевски се Птици, Цвеќулиња, Кучиња. Сергеј Андреевски, македонски ликовен уметник од средната генерација, најмалку време поминува во своето родно Скопје. Андреевски важи за вистински глобтротер, е изложувач низ целиот свет. Сепак, иако за себе тврди дека е балканоман, најмалку изложува токму на Балканот. Инаку Сергеј Андреевски е син на познатиот литературен и книжевен великан Петре М. Андреевски. Црвената боја е вашата омилена, но преферирате да сликате и со зелена. Многу често можев некаде и да забележам, ги отварате боите и така ги фрлате. Многу често знаете да сликате и на отворено, под отворено небо. Па јас сум по природа прво како човек, оптимист, значи секојаш, и не знам колку да е лошо, да ми се случуваат лоши работи, јас секојаш ја гледам, светлина гледам во тунелот, секојаш гледам дека утре ќе биде подобро од денес. Така што јас и во принцип никогаш не го планирам моето создавање, моето сликање. Сега ќе почнам со оваа боја, со црвената пример, и ќе вивне нешто на сликата. Него едноставно спонтано, дури често и тоа е толку спонтано што и не гледам со која боја почнувам, а со која боја завршувам. Обично сликата и внатрешните некои архиви, емоции и моментални чувства ми ги даваат тие одговори. Заради тоа што ние во моментот, и денот не е секојаш ист. Може да почне со дожд, а веќе попладнето сонце да има. Така и јас. Создавањето е еден вид како би рекол, како молитва во манастирите кога има падови, има скокови, има горе кревања, па има спуштање. Е нешто, не најубавото нешто е да се создава. Зелената е бидејќи јас пораснав со дедо ми во Демир Хисарско, обкружен во зеленило. Значи толку многу имаше зелената боја околу мене, што едноставно природно дојде таа да се задржи во мене, во мојата архива, што јас во секое време кое ќе ги пружам рацете кон платнот или кон хартијата, таа излегува природно. Зелената е, јас би рекол, моја најомилена боја. Иако ми се случува, кога одам, да речеме, подолго, кога престојам во Америка, каде што, во Северна Каролина, каде што сум обкружен со океанот, тогаш сината знае да и конкурира на зелената. Црвената е исто боја која што може би толку многу сум ја гледал, бидејќи
нашата национална боја е сепак црвено-црната. Толку во нашиот фолклор толку многу е присутна црвената, што речиси да видиме секој вес, секој одбележување е црвено-црно. Или јамболиите, некогашни, што јас пораснав меѓу тие јамболи, веленца таму ги викат во Демир Хисарско, со реси, тоа се она прекрасна црвена боја што ја има и на знамињата. Па и јас, како што реков пред малку, дека јас се обидувам да бидам оптимист, јас сонувам за она утре што ќе дојде, каде што може, бидејќи ние сме социјални битија, ние не можеме да живееме сами со себе. Јас уживам во моето ателје, ќе сликам, меѓутоа сакам да, особено јас сум друштвен човек, што и разговарам и со комшиите, и со било кој да помине, знам да го поздравам, да проговорам. Значи, многу ми е битно да сонуваме дека тоа утре е многу брзо, дека ние брзо ќе се вакцинираме, дека светот ќе го заборави ова, да речам, време, не време, јас го викам. И дека, да речам, од есен, може би ќе следната година сигурно ќе живееме еден нормален, оној стариот живот што многу луѓе веќе го сонуваат. Зборот дава една поширока слика, една послободна слика која може секој човек да ја дополнува и да ја доцртува по свој избор и по своје наоѓање. Па ние сме сепак припаѓаме на земја која е медитеранска, блиска до водата, блиско до нашата знаме. И татко ми тоа го велеше, и Блаже Коневски го велеше, е сонцето. Велите дека преферирате многу да патувате. Сега во ова време на пандемија се чувствувате заробени? Па да, се чувствуваме сите уметници нормално, што како мене што патуваат. Меѓутоа, јас го абстрахирам тоа, мислам, го исклучувам тој момент, инаку би паднал во депресија нормално. И минатата година и оваа година јас патував со моите слики, патував во светот, значи преку боите, втурнувајќи се во моето творештво, така го направив патувањето. Тоа ми беше мојата утеха, а таа е убава утеха. 100 години од раѓањето на Блаже Коневски, токму и споменавте во моментот работите на проект Азбука, сликате. Создавајќи еден азбук, еден куп на слики, да речам, 31, тие се сите заедно. Меѓутоа, сите тие, битно ми е тој свет да живее, тие букви, да им дадам некоја нова димензија, нова експресија. Името ви е големо, ќе сакаат некои да ви го одземат Блаже Коневски, но многу често ова го споменуваше и вашиот татко Петре М. Андреевски. Татко ми велеше секогаш, татко ми, дедо ми, ако да речеме при разговорите, јас учествував од најмали нозе со нашата куќа, многу за политика се разговараше. Добро што синот наш, иако сега он не работи во политика, студираше светска историја и политика и виде дека таму е сосем нешто друго од оваа балканска политика. Сепак таму се видиците малце поинаку, поотворени. Татко ми велеше дека секогаш дека се соседите подготвени, дека ќе ни се случи ова. Мислам, он секогаш трепеше од тоа. Јас не верував, да бидам искрен, ама еве дојдовме до тој момент кај што ние сега се тресеме на секоја посегање по нашиот идентитет, историја, азбука. И од една страна има наши луѓе, и до другата страна има наши луѓе, а и сите луѓе на светот се наши луѓе. А навалуваат еден кон друг. Околу нас само куршуми фицкаат, ама ниеден не ме погода. Среќа бамуја. Името ни го постои Македонија, меѓутоа има пред него една додавка што, да речам, некако неприродна. И не знам дали некогаш дали таа ќе остане природно во луѓето да се изговорува
зборувам искрено да се зборува. Значи не да бидеш навиваш за некого или некој да ти порача тоа да го направиш. Туку зборувам искрено, дали некој човек кај нас би го почувствувал тоа да го рече јас сум од Северна Македонија. Не верувам дека такво нешто. Чувствувате дека како држава, како граѓани сме обезличени? Да, максимално сме обезличени, бидејќи само ние немаме право, единствено ние немаме право од балканскиве држави да бараме она што ни припаѓа. Значи, да имаме, бидејќи ние сме овој век, значи ние можеш ти да создадам јас во Слоештица, да си создам своја држава и демократско право јас како ќе се чувствувам. И да барам и име да си имам, како што Вевчани некојаш правеа, нели, она иронично со Вевчани република. Ама ние имаме за тоа и илјадници, докази, илјадници, непишани, нематеријални и материјални докази. Затоа што нашето паметење не е од вчера. Значи, дедо ми го кажувал, неговиот дедо го кажувал, па неговиот дедо го кажувал. Тоа не може да се избрише ни една историја, ни една војска, ни една... Тоа е суштината на еден народ. Говорот, затоа Блаже е интересен. Блаже е интересен, посебно во ова време, кај што тој вели, само во јазикот сме ние обединети. Обединети, значи, ова е Македонија, Пиринска Македонија, Егејска Македонија и дело да сите зборуваат на еден јазик, македонски јазик. Дури таму се задржани, јас кога одев во Пустец, јас бев меѓу првите кога отидоа да им однесат книги, дури им подарив слика таму во училиштето и тие рекоа ова е првата слика, да видат учениците не знаат што е слика, кога Албанија се отвори во тие години. И тогаш сватив колку убав говор тие имаат. Прекрасен, стар, македонски, совршен говор. Вие во една прилика велите за жал не успеавме да изградиме граѓанска држава. Затоа што ние ги скокнавме овие во Југославија, ние имавме, тогаш беше нашата ренесанса македонска. Преспавме еден период од нашето создавање на самостојна држава? Или не успеавме? Ти мораш да имаш некои постулати во животот. Значи мораш да имаш пат одпределен. Ова е патот наш, го врвиме. И тука сме единствени. А сега секоја година се менува и образование, и доктрина на државата, и се што, и не можете вие да едноставно да го задржите тој чекор ако сте распнати меѓу сите тие доктрини, менувања, влади. Едноставно народот е изгубен во сето тоа. Затоа ни се случува што ни се случува. И само ние не можеме од балканските земји да се онуваме, да речеме за што ја знам се ни е забрането нас. Не смееме преку грани, не смееме да го викаме тој дел зошто ако некој потекнува, таму има илјадници македонци што потекнуваат од Егејска Македонија, треба тие да си имаат право на собствено, како што секој во светот има право, нели? А ловецот само чека да се умориме, да се истребиме. Ама несреќата ни е заедничка. Пиреј, символ на македонската непоништливост. Ремек дело за многумина, но Пиреј како и денеска да е актуелен. Тоа е она често цитиране татко ми, бидејќи тоа е за нашата историја што се повтори сега. Што е, ама во тој период ние сме немале држава како што имаме држава сега. Затоа е тажна приказната. Затоа што ние сега со сите овие институции, ние сме сега понеспособни од тогаш што да речеме народот се самоорганизирал, не го заборел ни јазикот, ни песната, ни фолклорот, ни идејата. Ние сето тоа наеднаш илјадници луѓе го има дадено и живот и за тие идеи, наеднаш ние се одјаме преку тоа го прешкртуваме. Што е најтажно е што многу интелектуалци, најтажно е тоа затоа што не е проблем политиката, е политика сегда и во политиката знаеме ние страшни работи се случуваат за сите и за. Рековте дека сте помалку изненадени од молкот на интелектуалците. Дали во Македонија преовладува примитивизмот? Па не знам дали е тоа примитивизмот, не знам, јас би го нарекол проституција тоа
на интелектуалците кои често знаат да се проституираат, да се продадат на некого, на партија, на некој интерес, на соседна земја, на соседна политика, на што ја знам, на повисоки цели за нив, во наводници кажувам, продавајќи го цел народ, затоа што нивниот збор поинаку тежи. Знаете, не е исто кога зборува некој. Значи, ние знаеме дека ние, например, како граѓани, ако ги прашате граѓаните, многу малку веруваат во политичарите. Тоа може да се види по сите анкети. Меѓутоа, кога читаат нека некој као независен, иако денеска колку е све независно, професор или што ја знам, кажал нешто, тие повеќе тоа го читаат и за нив повеќе тоа значи и тоа повеќе боли, тие предавства. Премолчуваат? И премолчуваат, и предаваат, или во зависност од потребата прават комбинаторики заради удобност. Тоа е страшно, тоа е тагобно, мислам. Заради удобност, заради во тој период. Тоа е затоа што не е бизнис нацијата, државата, ние што од Аристотел се знае дека старите грци им кажуваат, татковината се сака повеќе и од родителите. Сметате дека политиката е премногу навлезена во сите? Да, ама бидејќи политиката кај нас е пресудна, наеднаш се друго е едноставно, таа и финансира, таа и диригира и тука се завршува све. Бидејќи ако сакате слобода на еден народ, вие треба да го образовате, значи да му даете образование. Слободен ум да почне да размислува. Кој ќе почне да размислува, тогаш, ама треба да ги финансира, независно дали ви се допаѓаат или не. Јас многу пати ќе речам некој уметник, како човек може би не ми се ово е страшен уметник. Не, која ќе мора тоа да се случува во сите сфери. Значи, ако науката да не води, значи мора науката да не води. Оние што се паметни луѓе да не водат, не може политиката вечно да не води. Синот ми кажуваше во Берлин, вика, кога оде, што е разликата, го прашувам јас. Син ми во Берлин беше, во Бундестаг, и он ми викам, што е разликата меѓу нашиот парламент и берлинскиот? Вика, огромна разлика. Секој понеделник доаѓаат експерти од сите професии и им кажуваат на парламентарците во Берлин, на Бундестагот, како да се понатаму, како да се движат, како да одат, кај да одат, каде да биде насочена нивната енергија за на граѓаните на Германија, нели да биде подобро. А кај нас никогаш тоа не се случило. Нити ќе се случи барем сега како што стојат работите. Се надевам еден ден ќе се случи. Мора да се случи. Господин Андреевски, ја споменавте историјата, зборувате дека сме обезличени со промената на името, со договорот со Бугарија, преголеми концесии направивме во изминатиот период? Па, еве да речеме да бидам... А за возврат добивме, например, членство во НАТО. И чекаме преговори со Европска унија. Ама членството во НАТО, очигледно ништо не е. Мислам за нас, барем. Јас не сум против НАТО, да се разбереме. Ние веројатно и припаѓаме најмногу кон Западот. Кон Западот, мислам, природно припаѓаме. Меѓутоа, не гледам ништо лошо да се соработува со Истокот. Зошто? Зошто има прекрасни земји, зошто Кина е економски џин, најголем економска сила може би во светов. Зошто да не се соработува? Ние една малечка земја со нас, со еден манир, со една фирма ние можеме економски да добиеме некаков бенефит. Тоа го направи таа Титова политика е направи сега председател на Србија. Играше и со Исток и со Запад и доби огромен број на вакцини и испадна дека тие паметно го направија тоа. Ние ако имаме закони како што треба, ако ја исчистиме земјата, нашата земја, ние живееме во ѓубре. Ако има ред во земја, значи ред, поредок, се знае земја како одбележување на граници, се како што треба. Секоја нормална и институција на светот сака да биде, да се дружи со таква земја. Ако ти видиш, еве, во комшилук, ако видиш некој двор растурен, расипан, расфрлено на сите, си викаш, овие, види, не се солидни луѓе, не се домаќини, нели? Тоа е таа приказна. Европа сака солидни држави, солидно организирани држави, кај што може да се обрати, кај што може... Затоа Балканот не е таков. Затоа секогаш
дури единствено Словенија е таква, еве дури покажува и Хрватска дека не е во таа мера така добро организирана и сепак има манири балкански, например. Дали ние функционираме на принципот од денес за утре или адхок решенија носиме? Се адхок, бидејќи пак ги слушаме другите. Значи, ние мора да сватиме било кој да дојде следен да направи еднаш дека ова место, дека не е, нели порано вика Македонија Швајцарија, имаше една, дека е Швајцарија на Балканот. Ќе завршиме така како што и почнавме, повторно на културата, на Дениция. 3 рала свирачи за 3 будни ноки. 3 подводни ниви, граф за световите. 3 дзевгари неспрегнати биволи. 3 дзевгари ноки во 6 ноки. За твојата кола, за мојата неола. Мажи се за мене, мажи се побрзо, дур не сме ја допиле ракијата со татко ми. За тоа колку се инвестира во културата и колку се негува македонската култура, после 15 години одлучија спомен куќа на Петре М. Андреевски во Демерхисарско. Па тоа повторно не е, таа спомен куќа не е финансирана со пари, па е таа финансирана со парите од европските граѓани. Тоа е европски проект кој што заедно со Албанија, Клос, едно градче во Албанија, паралелно се работи таму, се прави еден археолошки музеј и во Слоештица се прави спомен, да речем, мемориална една просторија, кај што тука и ние сме активни учесници, сакаме да еден вид, нов вид на мемориална поставка. Што се случува после смртта на еден автор, значи духовниот живот. Кои дела све во светот, зашто по татко ми многу дела му се објавија повторно во светот и да речеме во Германија направи чудо. Да речеме и Пиреј и сите лица на смртта се преведени на германски и многу добри има критики за нив. Многу добри критики. Го споредуваат со Кафка, вика ова е врвен автор. Тажно до сега не сме го знаеле, например. Бидејќи преводот е одличен. Рамената и беа обли како водата што беше во вода. А требаше да се ослободам од нејзините телеса, за да ја разберам топлината на сето предпладне. Една грлица го отвораше грленото одајче и тоа беше светот што ја разликуваше од светот. Тоа се тие убави нешта што нели викаат творештвото е вечно живее. Кога мислев на стратегија, мислев на и таква стратегија. Што стратегијата можеш и културна да биде, и економска, и финансиска, и секаква. Значи, ние како држава немаме никаква стратегија. Нашите културни аташеа и амбасади никогаш не направиле ништо, освен ако не им се да издиригира од овде. Значи, тие се... А всушност забележувам овде кога ќе дојдат странски дипломати или конзули, било што, прво што се интересира дали има автори од нивната земја, дали нешто биле представени овде, дали некаква соработка има. Значи, тие се за тоа будни, отворени, со отворени очи. Оти тоа е дипломатијата, е не само што е речник, туку тоа е начин на однесување и добивање на поени резултати. Тоа е основата на успехот, само со квалитет не може. Како може нашиве деца да бидат препознаени во светот? Ако е добар, одма го земаат. Сеедно, дали е НАСА, дали во најголемите институции во светот, го земаат ако видат дека е добар. Не, таму не ги интересира. Работиш за нив, те контролираат, чао. Господин Андреевски, ви благодарам за гостопримството. Ми беше задоволство. Почитувани гледачи, следете интервју со ликовниот уметник Сергеј Андреевски, кој го направивме токму во неговото ателје. Знаете како, ако се осврнеме малку повеќе на политичарите во нашава земја, несомнено е дека ако сакаш да бидеш успешен политичар, треба не да бидеш добар оратор, треба да бидеш одличен оратор.
Она што мене ми изненадува е младата популација и младата генерација на политичари кои се помалку време посветуваат и се помалку се трудат во однос на начинот на говорење и начинот на пласман на информациите кои што ги споделуваат. Мажите како политичари низ годините па и денеска се соочуваат со еден феномен на покажување малку повеќе агресија во своите говори, малку повеќе доминација, па дури на моменти и добивам впечаток и дека сакаат да си ги одмерат силите, нешто што не се забележува кај жените. Жените се многу поблаги како комуникатори, како говорници и покажуваат многу повеќе емпатија и сочувство во своите говори. Можеби и затоа многу помалку жени имаме во политиката во Македонија. Мојот соговорник е магистар по односи со јавност. Пред речиси 10 години е прогласен за оратор на ораторската вечер Иво Пуха на Правниот факултет. Иначе по професија е новинар и го основаше Центарот за јавно говорење. Кога ќе се спомене јавно говорење, прво што се асоцира е јавниот говор на политичарите, на новинарите. Но многу често дел од корпоративните компании своите вработени ги праќаат на обуки. Дали јавниот говор препознава пред се и предпоставува говорење на мајчиниот литературен јазик? Многу мина од младите користат кокни. Други пак, постарите, велат дека јазикот ни се испровинционализирал. Пред да почнеме со овој разговор, ми рековте дека многу малку имате искуство од телевизиски настапи. Имате трема? Не. Јас тоа го работам. Јас работам со луѓе кои што имаат трема. Така што тремата, може би имам да кажеме некаква позитивна, блага трема која што е секогаш присутна кога правите работи кои што екстремно ви значат. Така што добре дојдена е во моментов. Димишкова, што се предпоставува под јавен и добар говор? Дали исклучиво да се говори литературно и убаво мајчиниот јазик? Една од компонентите. Јас умеам да кажам дека добриот јавен говор или јавниот настап е посебна уметност. Ако сакате да бидете добар говорник и ако сакате да имате добар јавен настап, тоа значи дека треба да бидете солиден говорник. А за да бидете солиден говорник треба да поседувате сет од алатки кои што најчесто треба да ги поседува еден добар говорник. Што сакам да кажам? Сакам да кажам чиста артикулација или јасен говор, да имате можност да се поврзате со публиката која што е од другата страна, значи да воспоставите комуникација со оние луѓе пред кои што вие зборувате, да имате можност да покажете посебен презентацијски стил, односно да имате солидна гестикулација, да имате солиден имидж со кој што се представувате пред луѓето, да умеете да напишете една содржина која што ќе пренесе никаква порака до оние пред кои што се обраќате, да умеете да споделите некаква анегдота, да бидете хумористични кога се обраќате пред одредена публика. И она што го споменавте пред малку, или моментот кој што постојано го потенцирам со клиентите и луѓето со кои што работам, особено со оние кои што имаат јавна професија и се малку повеќе изложени медиумски, станува збор за негување и почитување на литературниот македонски јазик. Го испровинционализиравме ли ми нашиот јазик кога сме кај литературниот македонски јазик? Многу. Многу малку се почитува и многу малку се цени. Јас велам секогаш дека почита кон македонскиот јазик е најголемиот белег на секоја јавна професија и секој интелектуалец, независно од професијата и фелата во која што се наоѓа, има пред се одговорност и обврска да зборува чист литературен македонски јазик. Јас знам дека пред 15 на години, не знам денеска каква е ситуацијата во македонската радио телевизија, но знам дека пред 15 на години им се одржува обуки за спикерите, презентерите телевизиски. Тоа што можеби денес не достига на голем број македонски медиуми. Најчесто се случува земи го детето и фрли го на екран или на радио. Јас споменав една таква обука во македонската радиотелевизија со прекрасната Ленча Смилевска. Обука која што мене ме научи да го ценам малку повеќе македонскиот литературен јазик и малку побаво да се изразувам и говорам. Знаете како, јас имам чувство дека оваа нова млада генерација на новинари кои што се сместени пред телевизиската камера, некако недоволно го почитуваат македонскиот јазик и македонскиот говор. И тоа најчесто се гледа од два аспекти. Првиот аспект е незнаењето,
кон македонскиот јазик, суштината на македонскиот јазик, а вториот аспект е моментот со невнимателноста додека зборувате. Кога не го познавате македонскиот јазик, се прават многу посериозни грешки, а кога сте невнимателни и слаби со концентрација, се прават грешки кои што публиката или оние за кои што работите и пред кои работите можат и да ви ги простат. Димишко, според одредени анализи, 75% од светската популација има страв за јавно говорење. Дури познатата Опра Винфри вели дека во еден период имала страв од јавно говорење и таа трема подолг период и требало да ја надмине. Се зависи од тоа колку сте подготвени да му погледнете на стравот во очи, Гораст. За секоја работа во животот, не само за јавниот настап и јавното говорење, и да имате страв од вистина или да имате страв од лабочина, стравот се победува со секое наредно искуство. Така што, кога соработувам со клиенти кои што прв пат доаѓаат во центарот и не се познаваме до тогаш, најчесто им велам дека не постои магична пилула или нешто што може да направи преку ноги да исчезна стравот. Стравот и треба да биде присутен во суштина, за да не натера да бидеме многу поамбициозни и покреативни во однос на нашите обраќања. Сега, како се справуваме со стравот, има разни техники кои што ни помагаат малку повеќе да се научиме да го контролираме во однос на нашето комуницирање. Тоа се техники на дишање, тоа се техники на опуштања. Меѓутоа, се сведува и се зема во предвид и е насочено кон моментот на збогатување на говорничкото искуство. Колку повеќе имате говорничко искуство, колку повеќе се изложувате на моменти каде што зборувате пред одредена маса на луѓе, независно колкава е побројност, толку се помалку и помалку се појавува тремата. Така што не само Опра Винфри и голем број актери холивудски кажуваат постојано дека се соочувале со одредена трема или вознемираност пред да се појават пред камера. Харисон Форд има кажано во една прилика, не знам дали сте запознаени со тој податок, дека тремата му била толку присутна што дури одбивал филмски улоги во кои што треба да се обраќа пред одредена маса на луѓе. Леонардо Ди Каприо пак не крие дека во суштина одбивал, не само одбивал да се појавува пред луѓе, туку одбивал и моменти во кои што треба да се обрати на одредена тема, па дури оние филмски награди кои што требал да ги прима му представувале невиден притисок и невиден товар, затоа што требал да се обрати или пред одредена маса на луѓе. Така што сите чувствуваме некаква трема и таа трема само треба да се препозна и да се веројатно некако да се измени од онаа негативна и силна трема да стане позитивна, блага и умерена. Како да препознаеме добар, искрен говор од демагогија, флоскули, блефирање? Марк Твен во една прилика има кажано дека постојат два типа на говорници. Првите се нервозни, а вторите малку повеќе користат лаги во своето обраќање и своето говорење. Јас мислам дека оно што најмногу не открива е невербалната комуникација или говорот на тело. Значи, кога зборувате со човек од другата страна, со соговорник, со одредена личност која се обраќа на одредена тема, многу е лесно да го откриете, затоа што најчесто, и тоа особено луѓето кои што се занимаваат со јавна професија во нашата земја, имаат проблем да направат симбиоза или синхронизација помеѓу вербалниот и невербалниот дел. Значи, ако се осврнете на нивната невербална комуникација или говорот на тело, ќе забележите дека пред вас стојат луѓе кои што не само што не се свесни за тоа како изгледа нивниот говор на тело, туку и него ни познаваат. А суштината е во тоа што сите најмали детали кои што ги правиме во однос на нашето комуницирање се поврзани со говорот на тело, не издаваат како се чувствуваме и што размислуваме. Што сакам да кажам? Сакам да кажам, понекогаш кога имаме малку по-отворена гестикулација и малку по-отворени дланки кога комуницираме, тогаш сме по-топли и по-комуникативни. Кога имаме момент во кој што рацете ги прекрстуваме додека зборуваме, тогаш даваме никаква одбрамбена поза. Психолозите многу често го потребуваат оној феномен со чешањето на носот. Може да правите анализа во следните денови да видите дека голем број од луѓето кои што кажуваат и споделуваат лага се соочуваат со еден момент на наплив на адреналин, кој што најчесто се фокусира во капиларите на носот. И кога капиларите во носот се шират, тогаш започнува чешање на носот. Значи, ако видите некој од другата страна дека го чеша носот, тогаш бидете уверени дека кажува одредена лага. Ми се случи од
да препознаете кај нашите македонски политичари кога се искрени, кога блефираат или кога ја лажат јавноста? Многу често. Многу често. И тоа исклучиво преку невербалната комуникација. Знаете како, ако се осврнеме малку повеќе на политичарите во нашава земја, несомнено е дека ако сакаш да бидеш успешен политичар, треба не да бидеш добар оратор, треба да бидеш одличен оратор. И А какви се нашите тука политичари? просечни. Тројка. Тројка. Она што мене ми изненадува е младата популација и младата генерација на политичари кои се помалку време посветуваат и се помалку се трудат во однос на начинот на говорење и начинот на пласман на информациите кои што ги споделуваат. Мажите како политичари низ годините па и денеска се соочуваат со еден феномен на покажување малку повеќе агресија во своите говори, малку повеќе доминација, па дури на моменти и добивам впечаток и дека сакаат да си ги одмерат силите, нешто што не се забележува кај жените. Жените се многу поблаги како комуникатори, како говорници и покажуваат многу повеќе емпатија и сочувство во своите говори. Можеби и затоа многу помалку жени имаме во политиката во Македонија. Така што Димишко, оно што пред да почнеме со разговорот ми спомнавте дека мажите многу повеќе и со нив полесно се соработува отколку дамите. точно. Зошто е тоа така? Што мислите? Па мене искуството ми покажува дека можеби малку повеќе егото работи кај женската популација. Мене ми изненади податокот дека си во овие години многу подобро и полесно комуницирам со машката популација и многу се поотворени во однос на промени кај себе и во однос на многу поголем личен и професионален развој. Така што генерално сум изненадена од тоа колку мажите во државава се посветени на малку повеќе образување и малку повеќе подготовка на сето она што го кажуваат во јавноста. Во овие околности на здравствена криза сега голем дел од компаниите својот начин на комуникација го насочуваат преку Skype или Zoom. Дали со тоа бледне и добриот и искрен говор? Апсолутно не се согласувам, затоа што оно што јас можам да го забележам последниве месеци, не само месеци, туку веќе година и некој месец трае целава пандемија, се навистина солидни говорници кои што се појавуваат на овие платформи, независно за каков тип на тема зборуваат и дискутираат. Оно што јас го забележав од мојата страна е дека се разви еден вид на психоза кај оние од другата страна кои што никогаш немале искуство пред камера и кои што не зборувале пред камера. Па така оваа камера пред која што зборуваат на платформите им представува закана или непријател и многу тешко ми беше да им објаснам дека се сведува на експресијата на нивното лице. Значи, додека говорите, лицето ве открива како се чувствувате во тој даден момент додека зборувате пред одредена група на луѓе пред која што се Што обраќате. откривате во моментов додека јас и вие разговараме? Кај мене? Дека ви е пријатен разговоров. Димишкова, би дошол некој од македонските политичари да побара, рече Марија, чувствувам дека не ме бидува во јавен настап, како да стигнем толку уверли во она што го зборувам и да ми веруваат во тоа што го говорам. Не сум имала искуство досега со политичарите во нашата земја, немам работено со политичари во нашата земја, иако мислам дека независно на која влада и припаѓате и од кој состав сте, мислам дека им е тешко да признаат дека имаат потреба за одредена стручна помош. Нашиве политичари како да се само бендисани, мислат дека се знаат и умеат. Ете така. И мислам дека многу малку се упатени во однос на она што го прават и како се презентираат пред јавноста. Политичарите од регионот не кријат дека посетуваат часови по невербална комуникација. Српските државници не го кријат тоа. Постојано во одредена комуникација го споделуваат дека низ процесот на нивно образување и создавање како политичар посетувале одредени школи за невербална комуникација. Тоа го кажуваат и светските лидери. Мислам сега ако треба да се земе пример на одредена политичка фигура која што е можеби комплетен производ во однос на тоа како треба да изгледа политичар во процесот на обраќање, веројатно тука би ни требале денови и денови за зборување. А светот има
многу важни и многу добри политички говорници. На што да обрнеме внимание при јавниот настап? Она што го кажав и на почетокот на разговорот, да посветиме внимание на тоа да изнесеме порака која што нам ни значи. Ајде малку ќе се задржам на содржината. Луѓето сакаат да слушаат лични приказни, публиката сака да слуша кој личен и професионален пат сте го поминале за да дојдете до тоа ниво или таа функција која што ја работите. Луѓето сакаат да слушнат анекдоти, сакаат хумористични говорници, сакаат да слушнат луѓе кои што веруваат во она што го кажуваат, затоа што ако не верувате во тоа што го споделувате, верувајте дека и другите од другата страна нема да веруваат во пораката која што ја. А што луѓето не сакаат да слушнат? Па најчесто добро познати работи. Ние сме популација која што е некако жедна за информации кои што не биле споделени. Затоа и многу често, некако ќе се надоврзам на претходното прашање, многу често се случува оној момент во кој што размислуваме колку политичарите ги освојуваат симпатиите кај луѓето, кај публиката, кај народот, кај граѓаните. И најчесто тој момент е присутен во, не знам дали ќе се согласите со мене, меѓутоа во предизборниот период. Луѓето во оваа земја влегуваат во секоја можна ситуација со многу големи очекувања. Значи, очекуваат подобра економија, подобра инфраструктура и се останато. И веројатно тој предизборен период може би до некаде и ги исполнува тие очекувања. Но колку остануваат исполнети очекувањата по реализација на изборите, тоа е веќе тема која што потикнува друга аргументација. Еден од најпознатите светски говорници Мартин Лутер Кинг, кој остави печат со неговиот I have a dream. Зашто ние сонуваме? Сонуваме за слобода, и тоа и умствена слобода, и демократска слобода, и слобода која што ќе ни даде расширени крилја и ќе ни дозволи да действуваме или делуваме како индивидуи без никаков страф и никаков стереотип во нас. Заробени сме во нашите мисли? Многу. Работата со луѓето во Центарот за јавно говорење, со оние кои што ми се клиенти, ми покажува дека македонските граѓани како се соочуваат со стравови, со сериозни стравови. Од што најмногу стравуваат граѓаните? Очекувањата. Барем онаа маса на луѓе со кои што јас... Велите очекувањата, животот во неизвестност ги прави да бидат на штрек? Да бидат на штрек. Точно. Мислам дека тоа е терминологијата која што јас би употребила. Да бидат на штрек. И постојано се на штрек. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Марија Димишкова, основач и тренер на Центарот за јавно говорење и искусен новинар кој веќе 10 години одлично плива во радиоводителството. А следите и понатаму тренинг со мојот следен согодник за ово издание на Политичко-општествениот магазин. Па мислам дека креативноста се црпи со потрага по убавото. Без оглед на тоа во која уметничка сфера се твори, мислам дека единственото нешто што е потребно е потрага по убавото и особено кога го нема наоколу, тогаш уметникот е должен да го создаде. Било што асоцира на било каква естетска мисла или вредност, нормално дека е дел од креативниот процес. Што за вас е попредизвикувачки, мелодичноста или поетиката? Мислам дека кај мене се менуваат наизменично креативните периоди во поезијата и во музиката. Најчесто не се симултани, ама. Ива Дамјановски со нејзините 25 години и нејзината втора книга, поетска книга Двоумење. Е првата и најмлада добитничка на наградата Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата. Што за вас е попредизвикувачки, мелодичноста или поетиката? Ова е тешко прашање. Зависи кога. Мислам дека кај мене се менуваат наизменично креативните периоди во поезијата и во музиката. Најчесто не се симултани, ама, бидејќи некако се трошам. Не можам истовремено да бидам исто толку креативна и во поезијата и во музиката. Некако емоцијата е една и само бира начин и некаква пројава. Со ваш колега подготвувате и албум. Што всушност значи алембик? Алембик е всушност сад кој што се користел за алхемиски процеси.
Ние некако го одбравме тоа име и поради самата звучност на зборот, ама и поради тоа што некако целиот албум е извесен концепт на игра, на спојување различни музички жанрови и вадење на алтернативни начини на вадење на звук. И поради тоа некако го одбравме овој термин поврзан со алхемија. Во моментов сте на магистарски по музикологија во Италија. Ставате акцент пред се во овој период на магистратурата или паралелно во време на пандемија и пишувате? И пишувам. А и работиме на нашиот прв албум со состава Дарлен Бек. Би морала да кажам дека да, ставам голем акцент на студиите, дефинитивно, бидејќи се одземаат доста од времето, бараат труд, секако бараат академска посветеност. Што е она што во моментов ве прави на некој начин, од каде ја црпите креативноста во делот на пишување на поезија? Па мислам дека креативноста се црпи со потрага по убавото. Без оглед на тоа во која уметничка сфера се твори, мислам дека единственото нешто што е потребно е потрага по убавото и особено кога го нема наоколу, тогаш уметникот е должен да го создаде. Било што асоцира на било каква естетска мисла или вредност, нормално дека е дел од креативниот процес. Ива Дамјановски, двоумење. На што најчесто и за што најчесто се двоумите? За се. Ама мислам дека всушност овде би се кажало дека двоумење, еден од мотивите што се провлекуваат натре е дуалноста или парадоксот на избирањето преку неизбирање. Да кажеме дека сите спротивности се обидувам да ги ставам во некоја синтеза наместо во дихотомија. Во интервју велите најчесто сакам да пишувам за прашања за кои немам одговор. Да, па на некој начин тоа. Двоумења, така. Односно, нешто помеѓу кои што не може да се избере, а треба. И можеби одговорот е двете заедно. Многу често ви забележува дека поезијата ви е презвучна, а вие велите многу ми е важен ритамот. Да, мене ми е тоа всушност некако многу важно во поетскиот жанр. Секако не во епиката до толку многу, иако може и таму да се бара звучноста, но некако јас кога пишувам повеќе ја барам звучноста. Римата и ритамот ми се многу важни при пишување. Некако да кажеме дека белиот стих, иако го користам, ми е помалку забавен за пишување. Вие сте млад и сестрен уметник. Како е да се студира во време на пандемија, да се твори и пишува? Што се однесува до креативноста, мислам дека како криза е дури и бара одзив од страна на уметниците на некој начин. Кризите секогаш бараат ангажман, креативен ангажман. Како што кажав претходно, ја барате убавината, а ако ја нема, како што во криза најчесто ја нема, сте должни да ја создадете. Како да не подпаднеме на овие социјални трауми? Мислам дека стравот е најстрашната емоција или, како да кажам, најстрашната траума која што може да се преживее. Но единственото оружје против тоа мислам дека е да се твори, да се работи, да се создава. И самиот творечки чин дава многу надеж во моменти кога луѓето се уплашени. И дава чувство на смисла во моменти кога се чини безсмислено. Мислам дека тоа е излезот кој што е вистински. Пантарей, се тече, се менува. Дали ние како личности знаеме да се прилагодиме на новиот начин на функционирање? Да, мислам дека... дека... и вие како уметници... Да, мислам дека човекот многу лесно се прилагодува всушност. И
тоа може да биде и лошо, но може да биде и многу добро, доколку се промени на подобро. И промената мислам дека треба да биде нешто што е задолжително, во спротивно е многу досадно. Кога пишувате, си подпевнувате? Паралелно? Не. Тоа е искрено мене пишувањето на поезија ми е целосно одвоено од пишувањето музика. И дури многу тешко ми оди да напишам зборови за песна или да напишам мелодија за известен текст. Не знам зашто и како се тие толку одвоени кај мене, ама се обидам да го надминам тоа, да бидам искрена, и особено со овој нов проект на кој што работам, ама не знам, всушност се многу два одвоени процеси кај мене. Дали ќе ви биде проблем еден сегмент од вашата двоумење да ни прочитате? Никако. Повелете, слободно. Сакам. Ние живееме во зачаток. Нашите погледи за секогаш патуваат кон исток. За секогаш тргнуваат одново кон новото водени и постојано новородени. Во зениците имаме светлина со боја на крв и секој наш чекор е прв. Ние имаме почетничка среќа и правиме почетнички грешки. Метаморфозите не ни се тешки. Нашиот дом е местото каде што се бакнуваат двете оски и имаме срцевина наместо коски. Наутро ја гледаме зората на времето, а навечер го слушаме големиот звук на создавањето на просторот. Нам ни ја доверија бесконечноста и крајот мораме да го убиеме. Ние никогаш не спиеме, за денот никогаш да не може да заврши. Нашите небо постојано крвават, но никогаш не умираат. Нашите сонца умеат само да изгреваат, а нашите реки умеат само да извираат. Раѓањето е нашиот Бог, што секој ден не создава од почеток, и ние секој ден од почеток учиме во Него да веруваме. Ние вечноста ја ветуваме, наместо да чекаме, ние очекуваме. Ние сме одредот против крајот и бесмртната револуција, ние сме сјајот на невозможната резолуција. Пееме едноставна молитва, ние сме хорот што го знае зборот што беше на почетокот. Ние сме антисмрт. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way. Пред нас е продолжен викенд, пред нас е Великден. Се надевам дека ќе останете во добро здравје и дека се чувате. Довидување до идниот петок во исто време. 18 часот и 15 минути. Довидување. Everything will stay the same. Now my heart feel like December. When somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day.